судителите на Васо беа тотално релаксирани. Дали они ја знаеа казната? За разлика од претходното рочиште која беа просто вкочани. Затоа во држава во која дилерите на дрога и немилосрдни убийци се прогласуваат за светци, спортисти, посветени студенти, според зборовите на одбрана, а што очигледно, најмалку наивно, беше прифатено од судскиот систем, судијата, според казнениот систем, а ете таква е срамна пресудата. Убиецот Васо и останатите тројца кои биле во колата се светци, а загубата на најморбиден можен начин на животот на детето Ангел Фросинче едноставно е небитно за цело општество, за сите нас напросто. А и знаете, и за тоа нашиот пат истакнат, дека семејствата на убиените жртви, жртвите, се со закон целосно изфрлени од подстапката, а тогаш и за најзверски убиства, како што е ова на детето Ангел Фросинче, од страна на осуден дилер на дрога, Васо. Имаме вакви пресуди кои бликаат од нечовечност и со сигурност, со најголема можна веројатност корупцијски скандали, иначе зошто би било вака. Внимание на мноштво од сведоците кои беа прикривани и должни да одговараат пред законот за уништување на клучни докази, како совозачот Лорен, кој додека се возеле снимал целосна снимка. Потоа таа снимка ја брише, а од која очигледно многу други работи ќе беа откриени, а Лорен е син на познат скопски кафанџија и за тоа ја има цела заштита од системот. Лорен, како клучен сведок, кој што нигде не фигурира, кривична пријава со уништување на докази за убиство, и сигурно од таа снимка ќе произлезеа докази за многу нови кривични дела. Така многу повеќе од 20 години ќе беше казната на Васо, односно барем ќе беше обвинението за Васо. Но и за другите тројца во колата, кај се тие се? Кај се? Овој систем искринив. Системот треба да одговара за соучество во прикривање на убиство. Од тука, откако целиот овој случај е најбуквално искасапен, најверојатно од корупцијски дејства, од што друго би можело, како семејство не исклучуваме нашето незадоволство. Повторно, преку протести, да го изразуваме пред судовите и пред судскиот совет, кој е главата на трулежот во судството. Сега ви има ли логика мојата претходна изјава кога реков пред судскиот совет ќе протестираме? Тие се тие кои што вакви криминалци од суди штитат и ги бранат. Разбирливо, ќе протестираме ако треба, барајќи оставки и смена на ваквиот корумпиран судско-казнен систем, обракајќи се до вас како медиуми, ова сите да го дотуркаме заедно до крај. Многу мина, на душа ќе ја носат погибијата на детето Ангел Фросинче. Ваквиот срамен судски епилог. Арам да им се парите и се друго што добиле како компензација. Бог нека им суди пресуди. Ние не се откажуваме. Барам повторување судење на овој петок.